Не што мислиме, него прашањето треба да ви биде кој ја уби Фросина и сите оние деца и возрастни и стари, затоа што системот нас не ни чини, ни се смени власта, ние гледаме дека системот ни е метастазиран. Буквално да се плашиш во секој сегмент. Деца ни умираат во болници, пациенти не примаат лекови. Кај да се свртиш околу нас неправди во 21 век, ние да искачаме за изгазено дете од 22 години. Што треба да направат властите за да ги спречат овие ние закони имаме, трагедии? треба да почне да ни функционира системот. Не може, ние патиме од синдромот моje дете. Моje дете е прими го на факултет, моje дете е запосли го, утре тие деца ќе ни лечат, ќе не лечат, тие деца ќе ни пресудуваат, затоа све ни е труло. Значи не може ова моje дете ако не го бива, јас да бидам упорна да го бутнам негдак. Значи мора ако некој одбрал да биде обвинител, да биде судија, таа работа да ја работи со чест, ако некој бил доктор, да биде хуман, да сочувствува со својот пациент, да му помогне. Да престанеме да се собираме за вакви работи, да почнеме да се собираме за успеси, а не за прерано умрени луѓе.